светиот ореол, можам да речам, на ВМРО се провеува низ нашето образование. Сега, јас во основно образование учев една историја, во средно образование учев друга, на факултет веќе испадна трета. И поентата ми е дека ВМРО некаде до средината на 90-тите беше квалификувано онака како што историографијата би требало да го квалификува, значи како една организација под директна контрола на бугарскиот двор, на нацистичкиот, да речеме, двор или канцеларија на канцеларот. Знаеме, например, дека ликови што ги опеваме и во песни, исто така се бидени луѓе кои што одработувале за други агенди, например, Владо Черноземски, например. По нашите песни се вели дека загинал за Македонија, тој сосем нешто друго направил, има слики кај што во Италија е на некој камп, кај што нели се обучуваат од страна на усташкиве единици. И сега кај нас интересно е тоа што очигледно не успеале да формират СС дивизии, не успеале да формират квислиничка власт, немале поддршка од населението, иначе да беше обратно, кај го имавме оној проблем што го имаат сега Хрватите.